Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Јане Бојаджиевски. Во ова издание осврт за иднината на македонската дијаспора, но најпрвин еве што се наоѓа на насловните страници од оваа страна на Атлантикот. Американскиот претседател Барак Обама по четврти пат во посета на подрачјето во Мексиканскиот залив погодено од нафтеното излевање. Во вторник во обраќање до нацијата од Белата куќа ќе говори за неговиот план за помош. Во среда ќе се сретне со првите луѓе на Бритиш Петролеум, од кои ќе побара да воспостават специјална сметка за плаќање оштета. Изминатата недела прикажавме серија прилози што од различни аспекти се осврна на втората годишна конференција на Обединетата македонска дијаспора, што се одржа во Торонто, Канада од 3 до 5 јуни. Денес во студиото е колешката Лилица Китановска, автор на серијата прилози. Лилица, што подготвивте за крајот? Крајот, ако може така да се каже, бидејќи ние и натаму ќе се навраќаме на луѓето и на тоа што тие го прават за Македонија и за македонците надвор од границите на државата, е приказ на тоа што учесниците мислат дека треба да е фокусот на идната работа на организацијата. Лилица, ти благодарам, предлагам веднаш да го погледнеме прилогот. Втората глобална конференција на Обединетата македонска дијаспора донеси селеници во Торонто од 20 на земји во светот, но и многумина други инволвирани во прашања на дијаспората. На нашето прашање до нив, што за нив значи еден ваков собир, секој имаше одговор од аспект на личното доживување и професионален ангажман. Еве некои од тие сублимирани одговори. Свештеникот Јован Босеовски вели дека вакви собири се од непроценливо значење, зашто тоа го чува духот македонски. Не сам верата што ни е број 1, да не се откажуваме ни се она што е македонско, да се негува фолклорот, музиката, јазикот, писменоста, сето тоа не прави посебен народ, да се говори како и другите народи. Джейсон Нико, американец и продуцент на филмот Име е име, смета дека владата и македонците надвор од земјата се на одличен пат, дека нивната работа покажува резултати, но дека главниот капитал на земјата е името Македонија. Сите слушнале за Македонија. Имате вграден жик. Во Новиот Завет е спомената 25 пати. Прашање е само како да го употребите, како да го претворите во злато. Александар Николовски, пратеник и член на владеачката партија, не го крие задоволството. Местото што практично беше празно долго време сега е покриено со организација која работи во цел свет за интересите на Македонија и македонците. Трајан Димитриев од Канада е согласен дека е важно што оваа организација постои, но повеќе од тоа, кој ја води? Најдобро печето јас што разбрав е повеќето млади луѓе учествуваат на оваа конференција, којто за нас тоа покажува иднината на нашиот народ. За Владимир Наумовски, туристички работник од Њу Јорк, ова е само почеток за меѓусебното поврзување. Може само да ни биде основа за тоа како да се зголеми бројот на патници, бројот на туристи, бројот на сите посетители. Даг Манч, кој подготвува фотографска експедиција по Македонија, туризмот го поврзува со она што земјата го има во изобилство. Мислам дека начинот на кој Македонија треба да се промовира во светот е со нејзината изворедна историја. Софријски вели тоа е 1000 години стари, пред Микеланџело да ја наслика таваницата на Систинската капела. А кога еднаш ке дојдат, сакаме сите да кажат како Сузан. Сакаме да се вратиме таму. Заминавме од Торонто, но остана чувството дека само сме ја начнале површината од она што е македонска дијаспора. Во продолжение на Newsflash за здравствена тема што подеднакво ја засега и Македонија и светот. На клиниката за кардиологија во Скопје, според директорот и председател на кардиолошкото здружение Сашко Кедев, годинава има над 40% поголем број пациенти со кардиоваскуларни заболувања во однос на лани. Срцевите заболувања и мозочниот удар се најголемите причинители на смртни случаи во светот. Светската здравствена организација вели дека само кардиоваскуларните заболувања одземаат преку 17 милиони животи годишно. 2 студии и едно клиничко истражување даваат надеж за намалување на овој број.
Во Соединетите Американски држави преживува 1 на секој 10 жртви на срцев удар, надвор од болнички услови. Статистика што се нема сменето веќе 30 години, но ново истражување нуди надеж. Стручњаците од Универзитетот на Мичиген утврдија дека луѓето од сиромашни средини имаат поголеми шанси за преживување, доколку им се дадат упатства за прва помош во случај на срцев напад. Веројатноста од срцев удар кај оваа популација е 2 до 3 пати поголема во споредба со луѓето од побогати средини. Промената на стилот на живот, како и неговите лекови и третмани, исто така може да помогне срцевите заболувања да се сведат на минимум. Кардиологот Хариндра Ваджесуера навидува дека бројот на смртни случаи од срцеви заболувања во Онтарио, Канада, меѓу 1994 и 2005 се намалил за околу 35%, во најголем дел поради промените во навиките и однесувањето. Медицински направи играат се поважна улога во здравјето на срцето. Меѓу најновите е една непоголема од канцелариска спојница, што би можела да ја револуционизира реакцијата на срцев удар. Тоа покажува добри резултати во клиничките испитувања. Се работи за тенок сензор што преку катетер се внесува во пулмонарна артерија на срцето. Процедурата трае само 7 минути. Пациентот потоа со движење на прачка преку градите собира податоци за срцевиот притисок. Податоците се испраќаат електронски до компјутерот на лекарот, кој по потреба ја менува терапијата. Со сензорот пациентите има 30% поголема шанса да избегнат хоспитализација. А во утрешната емисија прилог за тоа дека универзитетската диплома не е единствениот пат кон успешна кариера. Американски економисти наведуваат дека високото образование не е единствениот пат. Утре во Newsflash и без факултет завидна кариера и заработка. Универзитетското не е единственото образование во САД што нуди подобар живот. Гледате утре во Newsflash. Ова беа вестите за денеска, го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.